Тоа што мене најпоче ми е жал е што ја веќе 30 години и повеќе работам научна работа, имам доста објавени трудови за македонски идентитет и така натаму и жал ми е што голем број на луѓе поверуваа во тоа дека јас имам нешто против Гоце Делчев, иако во секој случај тоа беше дискусија во врска со нашата колективна меморија, дека се запоставени голем број на дејци од тој период, кои што дале голем број на вредности, како што, например, е Димитрија Чубовски, Крсте Петко Мисирков, да не го забравяме пред тоа и Ѓорѓија Пулевски, кои што со јасен македонски идентитет се борија и оставија дела за тоа. И во тој контекст нешто се направи. Во секој случај жалам што некој така погрешно разбраја. А во секој случај јас и понатаму ќе се борам со мои научни трудови, со мои јавни настапи за македонскиот идентитет, да се што подобро обелодени, што подобро да има научни факти. Сепак тamo беше научна дискусија со научни факти. Иако некој тоа како политичка ја разбра поради моето членство во сега сум веќе во оставка во извршниот одбор на СДСМ, иако тамо чисто беше тоа научна дискусија и тоа беа некои, да кажеме, научни дебати. И во тој случај јас повторно ќе кажам ќе се борам во иднина понатаму, на моите ставови научни се запишани во научни трудови со импакт фактори, така да сето тоа се знае научната јавност кои се моите ставови и за Гоце Делчев и за сите дејци од тој период и пред илинденскиот период. Јас бев таму во Софија со мојот син, нели, тој славеше матура и нормално сакавме да купиме некои работи за матурата, каде што случајно се случи да ми ни придат тројца млади луѓе, од кои Виктор Стојанов. Јас сум знаел за него кој е, меѓутоа вака никој не сум го видел, што се вика, во лице. Рекоа: Руби, ние те познаваме, кој си, што си, да седнеме на кафе и поразговаравме. 15 минути траеше разговорот за различни теми во Бугарија, во Македонија. Така, и после рече да се фотографираме, на кој што јас имам фотографирано со илјадници луѓе низ цел Балкан. Така да се случи да таа фотографија се објави после неколку недели, не се објави веднаш. Дали тоа исто конструкција, напад, веројатно други тоа може да го истражуваат, јас не се бавам со тоа. Меѓутоа, во секој случај, од една банална средба, на кој што се седнав на јавно место сред бел ден, значи тоа се случи во Софија мол, во центарот на Софија, така да околу нас имаше уште илјадници луѓе, значи тука сигурно не може да се направи како што прикажува некоја си тајна средба, заговор за Македонија, не знам што како, или да договаравме не знам какви работи. Чисто тоа беше размена на мислења и ништо повеќе. За жал, тоа се случи да јас, татко, со мојот син, да не можеме да седнеме на кафе некаде, бидејќи нашата јавност постана бара некои си предавници, нели, тоа да го кажат и да го презентира на начин што сака. Така што, пак ќе кажам, една сосема банална средба, се направи скандал, конструиран скандал од таа работа, на кој што јас, бидејќи не сакав веќе да ја наштетам, ще гледаш дека стои некоја конструкција околу тоа, не сакав да наштетам повеќе на углед на партијата на СДСМ, веднаш после кога се појави таа фотографија, си поднесов јазна оставка. Мојот син сепак храбро го понесе ова, во секој случај. Повеќе моите другите членови на семејството така поемотивно го тоа воспремија и се уште од тоа се возбудени во секој случај. Нормално мојот син ниту знае како што се случува и прашуваше што ние сгрешивме таму на таа средба. Ја ти знаеш дека ние само седевме тука и разговаравме и пиевме кафе, ништо не се случи. Така што веројатно тоа е за него емотивно доста трагично и напорно. Меѓутоа, пак ќе кажам, во ова наше општество се случуваат такви работи да постојано се бараат некакви жртви, предавници и да не може на некој начин да една нормална средба, па и тие другите двајца беа сосема млади деца беа, веројатно студенти беа, така што седнување со луѓе пред бел ден на јавно место се покажа како да е најголем греф.
Па во секој случај лекција е за мене, меѓутоа и за нашето општество е лекција. Ај прво ќе кажам за мене. Научив дека сепак тоа што го кажува човек треба да замисли како тоа ќе се монтира или како некој тоа ќе го злоупотреби во јавноста. И за секој што треба да размислуваме. Се што се однесува до општеството, се соочивме со еден феномен на расизам. Премногу изјави имаше на расна нетрпеливост, етничка нетрпеливост, на кој што за жал институциите, барем за сега, не идов да реагираат на тоа. Ама мислам дека со вакво понашање, не само за членство во Европска унија, значи треба Македонија да покаже дека нашето општество е навистина живее во 21 век во една светска цивилизација. Така што, пак ќе кажам, тоа најповеќе, можеби не ме повреди мене, меѓутоа, боже, јас сум навикнат на такви, да кажеме, предрасуди, стереотипи, навреди на етничка и расна основа, меѓутоа тоа не е добро за нашето општество. И мислам дека лекциите се од двете страни. За жалење, секојаш човек се жали нешто и за било каков момент во одминатото, дека може да направи нешто подобро. Не сакам да глумам жртва, бидејќи јас сум многу свесен за тоа, за моите ставови и позиции и научни. Можеби не бев толку свесен за политичката димензија на моите научни ставови. А од друга страна, исто така, не се чувствувам дека сум нешто многу и грешен во секој случај, бидејќи јас никого ниту навредив, никого нападнав, за разлика од тоа што мене ми се случи. И сметам дека ова е жално што можеби нашето општество е на тоа ниво, не е дораснато, да кажеме, ајде не кажам полош збор, или не е се уште спремно, уште подобро да кажам, за отварање на некои сериозни или осетливи теми, кои што се од 19 или од 20 век. А сепак сме веќе на средината на 21 век и мислам дека се уште општеството е такво да едно размислување на човек кој што можеби и го извадиле од контекст да од тоа да направат жртва, политичка жртва на некој начин, сака да прават политичка жртва и кој јас не се чувствувам за жртва. Се чувствувам разочарано од тоа што се случи од една изјава, од една фотографија, како може да му се промени животот на еден човек во 21 век, поготово во нашето општество. Јас сепак сум човек што прилично шетам по светот, имам разговори со голем број на истакнати личности. Ете, вчера почина Драгоljub Мичуновиќ, професорот, мој пријател, сме разговарале со него. И многу се, да не испомнувам. И светски лидери, регионални, национални лидери, така што навистина не очекував дека во моја Македонија за една таква реченица која што е извадена од контекст и една фотографија која што сум седнал сред бел ден со мојот син некаде да така тој гнев општествен, кој што можеби не е гнев, него е, што знам, некоја си состојба на афект, нели општествен афект, да нападнат пред се медиумите, порталите, разни, не знам, видеа, рилсови, па дури од глумци и така натаму, од сите страни, само поради тоа што можеби општеството не е спремно за некои нови работи. А од друга страна, имаме голем предизвик и тука ќе се борам постојано. Јас сакам да наша Македонија што побрзо влезе во Европска унија, а се знае што нашата голема пречка. Значи, ќе се бориме за тоа да го убедиме на нашето население, нашето општество, дека ние мора да развиваме со Бугарија пријателски односи. Во Бугарија исто така има одлични луѓе со големо разбирање, не се само Виктор Стојанов и не знам ултранационалисти, во Бугарија има прекрасни луѓе на кои што и сакаат добро Македонија, го признаваат македонскиот народ, македонскиот јазик и така натаму, и треба да се работиме каде е можности со такви делови на општеството, а не постојано да и во нашиот простор медиумски да ги афирмираме ултранационалистите што кажува за Македонија.